ЕСМ најавува жалба до Вишото јавно обвинителство. Не се задоволни од образложението на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Абази и предметната обвинителка Коларевиќ зошто е запрена истрагата за набавката на мазут, предметот тежок 167 милиони евра, за кој вчера посочија не произлегле докази дека опфатените во истрагата ги сториле кривичните дела за кои се сомничеа. Од АДСМ велат не се откажуваат од случајот, чекаат да пристигне решението, пошто ќе посегнат по правните механизми кои им се на располагање. Следејќи ги информациите објавени во медиумите, правниот тим на компанијата веќе ги презема сите подготвителни активности да поднесе соодветна жалба, веднаш по официјалното примање на решението, а АДСМ ќе ги искористи сите правни механизми кои ни стојат на располагање за заштита на интересите на компанијата. Велат од ЕСМ, во однос на тоа дали ќе биде преиспитана ваквата одлука од страна на републичкиот обвинител од ОЈО Скопје за Канал 5 велат, ако се поднесе приговор, тогаш ќе постапува Вишото јавно обвинителство. Реакција имаше и премиерот Мицкоски кој вели дека е шокиран од запирањето на истрагата, а воедно потврди дека републичкиот обвинител Ненад Савески, со кој вчера разговарале телефонски, не бил запознаен со ваквата одлука на ОЈО ГОК, кој според Мицкоски го губи институционалниот кредибилитет на чело со Абази. Во текот на вчерашниот ден јас разговарав и со јавниот обвинител Ненад Савески на оваа тема. Тој ме информираше дека не бил информиран за оваа одлука на ОЈО ГОК, која што го води Ислам Абази, и предпоставувам дека повложената жалба од страна на АДСМ случајот ќе биде преразгледан и вратен на повторно анализирање. На вчерашниот брифинг со новинарите, обвинителката Коларевиќ посочи дека за година и пол бројни испитани сведоци и илјадници прочешлани документи и вештачења не произлегле докази дека 13 осомничени, меѓу кои сопственикот на компанијата РКМ Радко Капушевски, екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски и сопственикот на Пуцко Петро Ласмир Јаховски го сториле кривичното дело перење на пари и злоупотреба на јавна набавка за мазут на ТЕЦ Неготино. Обвинителката посочи дека според доказите немало штета врз ЕСМ ниту врз државниот буџет, односно колку што бил баран мазут во кризната состојба од 2021 до 2023 година, толку бил испорачуван, дури и по поевтина цена, а истиот не се продавал на црниот пазар.